Добар ден, почитувани, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е лидерот на Алијансата за албанците Зијадин Села. Господине Села, неодамна прележавте коронавирус и сега сте имунизирани, но ако вакцините станат достапни, би се вакцинирале ли и која вакцина ја преферирате? Да, ќе се вакцинирам и би ја земал секоја вакцина која ќе биде во располагање или секоја вакцина која ќе ја зеде секој граѓанин во Северна Република Македонија. Ве прашувам и како опозиционер, но и како лекар. Како власта се справува со пандемијата? Самите цифри кои ги гледаме и каде е рангирана нашата држава во светски рамки, по смртност, по број на инфицирани по милион граѓани и така натаму, покажува дека не е справено како што треба. А ако се додава и вакцинацијата, ние сме последни во регионот, па можда и во светски рамки. Како држава која многу покасно почне со вакцинирање, и тоа се случува како феномен, ако имате предвид кои се политиките на овие компании кои прават вакцини, тие не дозволуваат ниту држава со држава да дават вакцини на друга држава, сакајќи да спречат да се тера бизнис со здравјето на граѓаните во светски размери, нели? Самиот факт што тука кај нас немаме министри или носители или премиери кои се носители на здравствени функции, него имаме бизнисмени кои си терат бизнис и скандалот со враќање на парите од страна на кинеската влада покажува, тука го имате одговорот зошто ние не успеваме да земеме вакцини. Во очите на овие компании кои произведуваат вакцини, ние сме држава која сака да прави бизнис со вакцинацијата, а не се заинтересирани за да прават имунизирање и да го зачува здравјето на граѓаните. Бевте против одложување на пописот. Можно ли беше да се спроведе таа операција со над 1000 новозаболени дневно и со десетици починати секој ден? Ние имаме интервју денеска и многу добро се разбираме и оддалечени се 2 метра, така ли? Истото ќе се случи и со пописот. И плюс нема да се држи во затворена просторија, него во отворена просторија. Кажете ми вие мене кој е ризикот? Пред да се донесе датум за да почне пописот, ние предлагавме негде пописот да се држи во време на летниот период, предпоставувајќи дека до тогаш ќе се имунизира населението. Ама тоа баш не е причина тоа дека заради коронавирусот треба да се одложи пописот. Бидејќи се плашиме дека нема само да се одложи, него ќе се прекине. И во ова држава пред 10 години се прекина пописот. И за жал, тоа е познато право. Ако нешто се случува само прв пат, може да не се повтори никогаш. Ама ако се случува по втор пат, ќе се случува секој пат. По вашите најави за обструкција на одложувањето на пописот, американската амбасадорка ве повика да бидете конструктивна опозиција. Какви се вашите односи со меѓународната заедница? Јас мислам дека поврзаноста која ја правите вие по најавите и не повика на конструкција. Ако ја гледате тоа што стои во соопштението на американската амбасада, не се разликува од соопштението што господинот Палмер го направи кога имаше, не знам, телефонски разговор со господинот Мицковски, нели? И немојте да ги поврзувате работите. Ние сме автономна политичка партија и си водиме наша политика. Не е најава, него веќе ние сме го блокирале собранието и блокираме секој закон. Се додека нашиот закон за државјанство кој е предложен, некој друг го блокира. И ние сме многу јасни во тоа. Тргнете ја блокадата и ние ќе ги тргнеме нашите блокади. И мислам дека отстапување од тоа правило нема.
Господине Села, инсистирате на донесувањето на нов закон за државјанство за да се реши статусот на луѓе кои со години па и децении живеат во државава без државјанство. За колку луѓе станува збор? Имате ли проценка? Дали вие имате информација дали јас некогаш сум бил дел од институциите во Министерството за внатрешни работи кои водат евиденција од ова и јас да знам која е точната бројка на тие луѓе? Јас немам таква информација. Но од друга страна, јас сум председател на една политичка партија и едни од основните работи за кои јас се борам, тоа се слободите и правата на граѓаните. А тоа стои и во темелите на Уставот и на Република Македонија. Универзалната декларација за човекови права е ратификувана во нашето собрание. И во таа универзална декларација постои борбата против бездржавјанство. Ниеден граѓанин не треба да биде без државјанство. Ние имаме илјадници такви случаи. Луѓе кои ни се јавуват и ги гледаме, дека немат ниеден документ. Има и од тие што имат само извод од родените, и таквите и со постоечкиот закон треба да се обезбедат со државјанство, ама кај нас постои бюрократија која одлучува според етничката припадност која имаш. Тие граѓани на Република Македонија, сега ево можда јас и личам на националист, ама не сум јас тој што не им давам на луѓето државјанство само заради тоа што е албанец или турчин или македонец. Тие се вработени во институциите на Министерството за внатрешни работи. Овие граѓани нема државјанство само заради тоа што се албанци или се друга етничка заедница, освен македонската. Бидејќи, каде ви е одговорот на прашањето? Зошто во АНБ денеска имат 1800 барања за државјанство кои седат во фјоките и сите тие се албанци? Зошто во овие 30 години независност на Македонија секој кој што бил опасен за државата и баба и дедо 80 годишен, според кој не земал државјанство, бил албанец. И ниеден македонец не е вратен со таквата констатација. Нели? Каде е одговорот на прашањето зошто ова држава им дава на стотици наркодилери и мафијаши и челници на организиран криминал, државјанства и пасоши преку ноќ. И не биле опасни, а наши баби и дедовци, кои се 80 годишни и никогаш не се окривиле пред законот, не може да добијат државјанство. Зошто? Која е причината? Значи, ние треба да ги чистиме редовите од овие шовинисти кои ги имаме внатре во институциите. Сега, конкретно колку се бројките, не знам, јас можем да ви кажувам колку се пријавиле во нашата веб страна државјанство.мк, кои сме го најавиле. Тука имат се приближува до 2000 барања. Не велам барања, бидејќи ние не сме институција кои даваме државјанство, него поплавки и такви работи кои ќе ги гледаме. Ама тоа не значи дека сите ќе се пријавува во таа веб страна, нели? Ништо не значат тие бројки. Бројките треба да ги кажуваат институциите, не можам јас да ги кажувам бројките. Тие понекогаш често и најмногу знаете зашто служат овие категории на граѓани. За корупција. Ово е добар плен, под наводници, за овие челници на партии кои се вработени во институциите за да се земат 5000 евра и да ги стават в джеп и да им дават државјанство. Во тој случај ниту се опасни за државата, ни ништо. Значи, решавање со проблем на државјанството, освен другото, значи и решавање на дел од корупцијата внатре во институциите на ова држава. Вашиот предлог за докажување престој во Македонија со сведоци предизвика бурни реакции за некои е како докажување за партизанска пензија. Подготвени ли сте да ретерирате и престојот да се докажува со некакви документи, сведителства, сметки за струја или слично? Ние сме спремни да разговараме околу ова тема. Во ред нема потреба да бидат 3 сведоци, ево ќе биде свидетелство,
ева нека биде данок што платиле, струја, не знам, ама нека има неколку за да го решиме чим сме го отворили овој проблем еднаш за секогаш. Не после 10 години пак да се навратиме, ајде пак државјанство. И пак државјанство, и пак државјанство. Го блокирате донесувањето на петиот сет на мерки за помош на граѓаните и стопанството во ковид кризата, условувајќи го со носењето на законот за државјанство. Не може ли тоа да почека со оглед на тоа што луѓе со месеци немаат земено плата? Ама не е вистина, тоа е голема лага, господине. Знаете што, не го блокирам. Ние да, сме поднели амандмани. Ама од каде која е матичната комисија која дебатира околу ова работа? Значи дојде времето ева да ја кажам истината за ова тема. Тоа е комисијата за финансирање и буџет. Комисијата за финансирање и буџет исто како и комисијата за европски прашања. Ти можеш да имаш и 100.000 амандмани. Дебатата во оваа комисија е 3 дена. Кажете ми колку денови и недели се дебатира ова работа дека ние сме ги блокирале петиот сет на економски мерки кои треба да им помага на граѓаните. Веќе цел месец се кажува ова лага и невистина пред граѓаните. Ќе ги блокирате ли? Ние ќе блокираме све што можеме да блокираме, се додека нашиот закон е блокирано со амандмани во матичната комисија каде што чека. Не може за да тоа помне. да почека со оглед на тоа дека луѓе не земале плата, ова е проблем што трае со децении. Ама јас за кои луѓе зборувам, знаете што? Овие луѓе за кои јас зборувам, овие граѓани, тие 30 години не земат никаква плата. Тие немат право ни да конкурираат за работа. Немат право на здравствено осигурување. Немат право за постелнина за да умират по болниците достоинствено. И овие се граѓани кои можда во уште потешки, но не можда, него сигурно, услови од овие други категории граѓани. Значи, лага е тоа дека ние сме го блокирале, бидејќи ние колку и да сакаме да блокираме, тоа важи 3 дена. Сите други амандмани, 3 дена од кога ќе бидат блокирано, ќе се дебатира за амандманите. Сите други кои остануваат недебатирани се фрлат. И може да си продолжат да ги дават таа помош на граѓаните влада. Ама после изгледа овие немат можда и пари. Па сега ајде да најдеме засолниште во ова работа што си го прави Алијансата за албанците алтернатива. Тоа е лага. Лага кој цел месец се кажува по пресконференции, а треба да им се извинат на граѓаните што си играт со тешката нивна состојба. Ви благодарам на издвоеното време. Благодарам и на вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани. До гледање.